Се проширува истрагата за трагедијата во Карпош, во која животот го загубија мајка и ќерка по пат од зграда. За нови 48 часа е продолжен притворот на Стојанче Јовановски, сопруг и татко на загинатите. Од основното јавно обвинителство велат дека мерката е неопходна за потребите на истрагата. Се вештачат 3 мобилни телефони на осомничениот, а истражителите прибираат и анализираат видеоснимки од повеќе критични локации. Се обезбедува и целокупната документација за претходни поплаки и пријави за семено насилство, поврзани со осомничениот и починатата жена. Се обезбедуваат и анализираат видеозаписи од повеќе критични локации, а се обезбедува и целокупната документација за претходни поплаки и пријави за семено насилство кои се однесуваат на осомничениот и починатата жена. Дополнително се преземаат и други дејствија од значење за докажување на кривичните дела, чии елементи се испитуваат во моментов. Во случајот со Јовановски клучен за истрагата ќе биде обдукцијскиот наод. Од судска медицина само споделуваат дека извештајот е готов, но не откриваат повеќе детали. Инспектори се уште го чешлаат и Центарот за социјални работи, каде претходно се воделе постапки. Јовановски бил добро познат на полицијата. Против него биле поднесени 10 кривични пријави, меѓу кои за кражби и дрога, а имали повеќе пријави за семено насилство. Сопружниците воделе 3 бракоразводни постапки, а против Јовановски имало и 2 правосилни просуди за насилство. Измените на кривичниот законник за гонење на насилникот по службена должност стапија на сила пред речиси 1 месец. Со нив полицијата може да го гони оној што физички малтретира и без жртвата да го пријави. Ивана и Катја Јовановски во понеделникот околу 14 часот загинаа по патот 6 спрат од зградата во која живееја. Обвинителството Јовановски го осомничи дека ја навел на самоубиство, физички ја малтретирал и ја загрозил сигурноста.